А и последен разговор не е помалку важен, следната недела сите во Охрид. Од 22 до 24 јуни на убава храна, македонска храна, традиционална и македонски вина. Столе Мицов многу повеќе ќе ни кажа. Како е актер во улога на пиар на фестивал, тоа да ми кажете мене? Па, супер. Да, се снаоѓаш? Да. Па, ја мислам дека се снаоѓам, да. Не ми е прв пат. Претходно исто бев и модератор на Виноскоп ланската година. А уствари тамо се пекиравте? Таму, да, се споивме вака како професионално, а претходно се познаваме со луѓе од крафт продукција поодамна. Во театар тие го држја Пап Комедија порано и така конекцијата од таму. А башка и пијам вино. И тоа секако и организаторот, главниот организатор и како да кажам, директор ќе го кажам на крафт продукција е од Виница и јас сум од Виница. Па вие многу имате зошто да си ти пиар. Да, те избрал по таа линија. Најмногу. Повеќе линии. Да. Кажи ми, на првото издание велиш не си бил, не те ангажирале тогаш, ама си бил на Виноскоп. И знаеме сите ние од овде како изгледал Виноскоп во Скопје. Многу настани, многу нешта што требало да се забележат, нели? Овде ќе биде на друго место, односно Охрид ќе биде дестинацијата заради тоа што е лето и заради тоа што мора сите да се преселиме на бисерот во Македонија. Каде ќе се случува се? Се ќе се случува на Кеот Македонија, на Охридското пристаниште, пред хотелот Палас, плоштадчето пред хотелот Палас. Тоа е местото каде што овие 3 дена, четврток, петок и сабота наредната недела, се надеваме дека ќе нема место и дека времето ќе не послужи. Па знаете дека срикникуски сте, заради тоа што најавуваат дека следната недела сонце ќе има. Така, а и баш ланската година за Виноскоп, нели исто беше така времето претходно, бев исто гостин овде да го најавиме фестивалот и тоа као се молевме да биде убаво времето. Се моли стварно? Да. И среќа ни се погоди ниту еден ден не врнеш и се надевам дека и оваа година ќе биде така во Охрид. Држиме палци. Стискаме палци, така. Стискаме палци и сега кажи ми околу програмата, што можеме да кажеме или што можеме да најавиме, што ни е сигурно, што уште се крчка или се е сигурно? Се е сигурно, веќе програмата е резервирана, да. Учесниците, винариите се тука, ќе имаме повеќе од 20 винарии, најголемите македонски винарии и доста мали домашни винарии кои што ќе бидат учесници. Значи, ветуваме дека ќе има убаво вино, квалитетно вино, ние сме познати, нели, по квалитетното вино, македонското поднебје има, од секогаш имало убаво вино. Ќе имаме разновидна храна, македонска, традиционална, скара и се тоа што иде со вино и со музика. Македонските музичари исто ќе бидат тука за да не забавуваат. Исто и оваа година одлучивме да бидат македонски изведувачи. Можеби е најпаметна варијанта тоа. Така. Ни се виде како победничка варијанта на Виноскоп и сега го пресликуваме ова тука. Супер. Ќе имаме разноврсна музика, ќе имаме за сите вкусови. Така, од 7 до 77 години. Да може да се најдат таму, така е. Ајде помогни си сега. Да, ќе си помогнам да не заборавам некој. Така. Програмата ќе започнува секој ден во 18 часот, а ќе завршува во 1 часот по полноќ. Супер. Еве како било на првото издание, само прекрасно изгледа ова. Убаво. И да, исто не биле само македонци во публика, туку Охрид се знае најубавиот македонски град, имало доста туристи, се надеваме оваа година дека ќе има уште повеќе. За програмата да се вратиме, да не заборавиме, па после ќе разговараме за атмосферата, како било и што било. Види како хубав кадар. Добро? Не, јас си правам и јас си гледам таму. Значи, секој ден атмосферата ќе загрева Руд Бој Селектор со негови диџеј сетови во 18 часот. Во четвртокот ќе ни настапуваат Баклава, Миле Кузмановски и вечерта ќе затворат Кукулеле. Кукулеле? Така, да. Кукулеле. Значи, стварно за секого по нешто. Така мислевме, така планиравме. Кукулеле ги знаеме по нивните клупски свирки, така дека прават одлични клупски свирки, дека сигурно и овој пат ќе биде одлично. Наредниот ден во петок ќе биде исто, отвараме со Руд Бој Селектор, диџеј сет негов. После тоа Лугер, Брас Брадерс и нормално не проаѓа ништо, никаков настан во Охрид без охриѓани. Добро. Ке не забувуваат Бекдор Бенд.
познатите рокери од Охрид. Рокери? Да. Што не сум во Охрид тој викенд. Ако можам ќе дојдам. Инаку нив ги паметиме од нивните журки во пивница. Добро. Супер бенд, одличен бенд, кои ветуваат супер забава и на крај најдобрите наши нокаут. Тоа не се пропушта, значи ќе биде. Во петок сте нокаут? Во петок. Во петок на 23. Ајде да гледам во петок за дојдам. Па да, ама ако бидете во петок и во сабота, не се пропушта. Добро, не се пропушта ни тоа. Читай да видам што да не пропуштам. Исто почнуваме со Рудбој Селектор, продолжуваме со Александар Јосифовски, исто дечко од Охрид. Дечкото, добро, знам кој е Александар. Не знам на никој. Звезде Гранда, тоа, да. Одлично му бев на свирка пред 2 години. Навистина, и што вика? И одличен, многу добар, да. Јас изненадив дека одличен. Значи дечкото, јас не знам, чудо е како до сега не изникнал никаде, не го видел, да. Нашиот другар Фиц, кој што е чест член на овие фестивали, знаеме какви журки прави тој. Тој ќе свири со неговиот бенд The Invisibles, Studini Knows the Greatest Hits. Супер. И на крај, моите омилени, верувам и на голем дел од младите, помладата популација, Фанк Шуи. Добро, ни биле гости во новата постава, така? Заедно со Мартина, да. Фанк Шуи, уствари, бенд кој што веќе направи доста, ама јас мислам дека на нив им предстои голема кариера. Лука ми е пријател многу добар, работевме во представа, во театар кај нас, во случајот Хармс, тој свиреше 4-5 инструменти во представата и пееше, а ние глумевме. Фанк Шуи се познати освен по добра музика и по одлични спотови. Значи се заедно тоа е комплетна никаква слика на... Цела фузија што ја прават. Можеме да се согласиме со тоа дека ова ново време носи поубави такви, поведри никако и ноти, ама и луѓе кои што знаат да пласираат некоја убава приказна. Ветуваат многу, не само Фанк Шуи, туку и други бендови кои што се појавија сега во последно време. Јас сум голем фан на македонската музика пред се. Фанк Шуи ми се едни од фаворитите. Има и други, но тие кои ќе настапуваат на некој нареден фестивал што го организираме, ќе ги спомнеме и ќе поразговараме за нив. Така е. Модератор си на целиот настан и овој пат или нема потреба од модератор? Нема потреба. Како ви е замислен настанот? Модератор. Ќе бидам таму, па ќе видиме како ќе биде. Што значи ќе бидам таму? Ќе бидам таму да уживам. Да уживаш само, нема да работиш ништо? Па ќе работам, ќе помагам, ама пак ќе биде полабаво. Тоа сакав да прашам, како изгледа организација на еден фестивал од другата страна? Од другата страна знае да биде забавно. Интересно во секој случај, ама може да биде некогаш малку и така и стресно на моменти, ама кога ќе погледнеш како реагираат публиката и каква атмосфера има на такви фестивали, на такви настани, не знам, се ти е најлесно на цел свет. Дали нашите бендови или луѓе, или индивидуалци, пејачи, музичари, артисти, како сакаме да ги наричаме, имаат некакви големи барања? И, например, има ли некои такви кои што сакаат во толку часот да е пробаво, па да е се скоцкано, или се тоа може да се поместува, се тоа колеги на некој начин, па си помагаат, па не знам, јас не сум понел, не знам што, кажи нешто од опрема, па ми позајмуваш или не. Има ли таква нешто? Генерално е така. Генерално е така. Например, се поставува еден сет на бубњави, што после музичарите, бубњарите ќе се сменат само чинели или нешто. Пробуваме да биде по-другарски, да биде по... И ние сме мала земја, нашата естрада е мала, се познаваме сите едни со други и многу често се случува гитарист од овој бенд да свири во друг бенд. Пак е по-другарски, како да кажам, по-другарски, но тоа исто е важно за атмосферата и за журката што ќе се случи. Винофест во Охридскиот вински фестивал се случува по втора година, тоа да не забораваме да го кажеме. А Крафт продукција, кој што е главен организатор на настанот, може да се пофали во нивното портфолио има повеќе фестивали, едни од најбитните во Македонија, како Виноскоп, Пиволенд, Баскерфест. Значи има традиција на организирање на фестивали и тука веќе се знае кој како и што. Се етаблирани дека нема да се случат чуда несакани. Нормално се случуваат. Така е сега, живи луѓе сме. Така. Со луѓе се работи, се случуваат грешки и се тоа, но
морам да ги пофалам како продукција, дека се може и единствена продукција која што се труди за оваа фестивалска култура во Македонија. Охридскиот фестивал се случува по втор пат. Се надеваме дека ќе стане традиција, така, дека еве за 15-20 години од сега, дека пак ќе седиме овде и ќе најавиме. Ај ти добро, јас 15 години, добро, може. Па може, не е толку далеко, може и баба можам да водам. Така е, близко е, не е толку далеко. И овде во Охрид идејата ни беше за фестивалот кога почна да се прави фестивалот, дека Охрид како туристичко место, како најголема туристичка дестинација во Македонија, мора да има еден ваков фестивал, еден убав фестивал. А баш кај сега почнува летото и летната сезона и ова ќе биде супер почеток на летната сезона. Тоа е кога сме кај странците. Како тие реагираат? Еве не сте биле на првото издание, ама како реагира? Што би била тоа продукција? Како реагирале? Да речеме, нели вината се унија, нели порано кога почна се во однос на вината, нели и тоа дека почна македонските вина да освојуваат награди ширум светот, некој знаеше да каже, кој што сакаше да се пошегува нели на сметка на Македонија, ајде ние ќе не можеме ние на мапата на Франција, која што нели има вина и така натаму, или на некои други делови од Европа, особено Франција да речеме. Но еве докажуваме дека можеме и дека може сега, нели не можеме да се докажеме со купот вина нивни, така, но се обидуваме да покажеме на светот дека и ова подрачје на сонце 365 дена може да даде добар род. Најбитната работа на македонските вина мислам дека е квалитетот и дека е вкусот. Ние немаме толку голема традиција како Франција, како што кажавте, или некои такви земји, ама квалитетот на грозјето кој што се произведува овде во Македонија влијае многу. Инаку странците реагираат позитивно, сите. Не знам, музиката, театарот, уметноста не познава јазик. Нема јазик, туку енергијата е битна. Или ти се допаѓа или не ти се допаѓа. Да. А друг муавет е дека ти ги гледаш сите што се околу тебе и е битна атмосферата. Ако некој се забавува кој што е македонец, не знам, албанец, каков и да е србин, што е тука, што ја разбира музиката, тогаш и некој германец ќе му биде убаво, пошто ја осеќа енергијата на луѓето, на публиката. Тоа е, не знам, вино, добро вино, добра музика и Охридско езеро. И Охридско езеро. И добра храна е победничка комбинација секогаш. Така е, да. На што треба да внимаваат? Треба да речеме ќе има ли начин паркирање, тоа имате ли најдено начин? Паркирањето ќе биде веројатно проблем, или? Па паркирањето, да, и тоа заборавивме, да ги спомнеме главните покровители на настанот, тоа е општина Охрид. Општина Охрид има паркинзи, нивни паркинзи, кои што си функционираат преку целата година. Значи ќе бидат цел иземен, така? До Климент Охридски ќе биде, до споменик. Тука ќе биде вината, значи тој дел ќе биде затворен. Шеталиштето всушност ќе биде затворено исто, паркингот ќе си работи, исто паркингот позади театарот, има паркинг, да. Паркингот и сите. Мислам дека во Охрид веќе тие има традиција па на години туризам во нивниот град и ќе биде све, ќе се снајдат, да, ќе се снајдат и за паркинг и за све, ќе можат да се примат сите луѓе кои што ќе сакаат да бидат таму. Така е, да. Ајде искористам уште некоја минута кога веќе актер ни е во студио. Театар, комедија. Завршивте со сезона, ама се подготвува нешто ново, смееме да кажеме што? Па, смееме, да, смееме. Ајде, кажи ни. Завршивме со сезона пред 2 дена. Добро. На 13 во вторникот игравме Ревизор, тоа ни е последната премиера во театар комедија. Нареден проект што почнавме да го работиме, сега ќе имаме мала пауза, па ќе продолжиме средина на август. Тоа е проектот на Синиша Евтимов, кој што ми е познат кај нас во театар, кој ни е редовен на луѓето од медиумите, па верувам и на гледачите. Така, најголем дел од хитовите кои што се во Македонија во театар се дела на Синиша Евтимов. Како да му успева секогаш да создаде представа која што станува хит. Така, како да има магично стапче. Така е, да. Ќе работиме ало. Јас сум многу возбуден за тој нов проект. Со Синиша имам работено 4 представи веќе, да, и можам да кажам дека ми е еден омилен режисер. Добро. Да не се навредат другите, ама еден од омилените. Еден од омилените, подобра варијанта ти е за те викнати у друга представа, не за друго столе. Еве со Андре работевме исто сега претходно Ревизор. Исто и со него имам работено неколку пати, тој ми е дури поблиску генерацијски, исто одличен режисер, а тие се многу различни како режисери, како начин на работа, како работат и двајцата, меѓутоа мене ми е многу убаво и со двајцата кога работам. Не знам, се разбирам и со двајцата. Колку е важно актерот да, како да кажам,
не сум те запознала до сега вака од блиску, да речеме како гостин, но ми одаваш впечаток дека си искрен, барем во комуникацијата. И она што посебно ми се допаѓа заради тоа што голем дел од актирите, нека не ми се налутат, некој од нив, но нели као некој не слуша македонска музика, некој слуша само странска музика, па некој не знам, не му се допаѓа ова, не му се допаѓа тоа, нели се од надворе некако поубаво, барем мојот впечаток е таков. Не знам, може би се смениле работите. Да, секој си е карактер за себе. Така си е, да. Но кога ќе се научиме ли сите заедно дека треба да се почитуваме сите заедно, и кога веќе доаѓаш од секторот кој што значи уметност, така, тогаш треба да почитуваш и сичија друга уметност, па нека и Миле Кузмановски. Така. Да. Не знам, јас пораснав... Не, може би е прашањево не е до тебе. Са генерално зборувам, нели ги знаеш активите, барем од твојот театар? Секој си има свој вкус на музика, на филм, на се тоа. Но ја не слушам народно. Тоа не знам, нема лоша музика според мене. Секоја музика е добра. Штом постои, штом обстојува, значи некој ја слуша. Штом некој ја слуша, значи е добра. А јас сум пораснат на село, па после се пресели во помало градче и не знам, као дете имав прилика да одам на многу свадби, на такви прослави некои. И си научив многу. Па научив многу и можам да кажам дека ги знам сите ора. Ама тоа ми влезе некако, не знам, не сум ги учел, не сум идел на игрорна или нешто такво, туку... Ма ти биле убави. Ми било убаво, ми било интересно и сум ги фатил така, не сум ги учел дома да учам да играм или нешто, ама сум ги фатил така. Јас така ја разбирам музиката, ја разбирам по енергија, ја разбирам по нешто дали ќе ми се допадне или нема да ми се допадне. Дали ќе те натера да станеш и да учиш, да речеме на оро, така или... Дали ќе ме поведе орото или нема да ме поведе. Така се случи и со театар. Така ми се случува се у животот и не знам, мене тоа ме води енергијата некако. И дури кога работам театар, кога работам представа, знае некоја песна да ми влезе у глава или да ја слушам цело време песнава и од таму да тргне се, од таму да тргне да го правам и ликот и улогата и се, да. Може ли да ни откриеш нешто? Ајде, извините. Слободно? Може ли да ни откриеш нешто околу ало ми наликува на она ало? Тоа е тоа? Да, ало е тоа, само што Синиша е познат по тоа што знае да локализира текстови. Да, секогаш локалното е, нели, попровокативно. И многу му интересно кога работи некои филмски сценарија. Вардарски пастови исто е според Фул Монти, филмот кој што има добиен Оскар 96-та. Само ние го локализиравме со наши ситуации, имиња на ликовите, наши, тука локални, ликовите ни се на секој позајмени од негде, од мало, од кафичи, од така и тоа е интересното кај него, дека он сака да земе некоја тема што му интересна како за и да ја локализира тука. Сега таму се германци, французи, британци, Рене и таму така, кај нас не знам сега како ќе бидат, пошто уште не сме почнале да работиме. Ама ќе бидат македонски имиња секако? Најверојатно, сега не сум сигурен, може не треба да издавам, а може ќе бидат, не знам, Срби, бугари, пак да биде локално, да биде. Мислам тоа мислам јас дека ќе биде така, не знам дали ќе биде така, ама јас пошто го познавам Синиша, така ми натаму ми иде работата. Натаму ми оди работата. Кога сме ке Вардарски пастови, ми спомена нешто, па еве да ти спровоцирам да ни кажеш. Каков е Синиша во создавање на улога? Што ве тераше да играте фудбал? Да. Тоа беше, тоа ни беше како една од работите. Пред секоја? Да, проба. Супер, добро. Пола час пред да почнеме со проба, имавме една канта голема таква за ѓубре, која што стоеше на средина и ние требаше од човек на човек да ја префрлиме топката со глава и да со глава и да погодиме во кантата. И тоа траеше дока 70-80 изведба на пастови, ама дека никој не погоди канта. Од 80 пати ни успеа 3-4 пати, затоа после тргнавме, ама сето тоа ни помогна на нас актерите што бевме заедно и Синиша со нас да станеме другари, да станеме екипа. И таму се случи некоја спојка помеѓу нас, која што уште ден денеска тоа трае и тоа се гледа по салата што секогаш ни е полна во театар комедија, дека по секоја представа што ја правиме со Синиша, како реагираат публиката на тоа што го правиме. Многу е другарски целиот однос. Така. Многу е другарски. Тогаш е најдобро. Така, станавме повеќе од другари, станавме фамилија на некој начин после тој процес. Мене тој ми беше трети или четврт процес кога се вработив. Кога си во театар комедија и кога комедијата е она што треба, нели, да се игра, дали посакуваш трагедија? Мислам да играш во трагедија. Па да, сигурно.
И тоа, јас не знам. Таа провокација, како да ти не правиш добро. Не правам разлика. Велат дека е потешко луѓето да ги насмееш, отколку да ги расплачеш. Да, дека мора да биде тоа многу поискрено, мора да биде цела ситуација да биде посмешна. Јас не ги гледам така работите, никогаш не правам комедија, комичен лик или тажен лик. Туку секој лик може да биде тажен. И ваков и онаков. Најтажниот човек на светот може да биде во смешна ситуација. И најсрекниот човек може да биде во најтажната ситуација. Мора да имаш лик пред се, кој што ќе го градиш и кој ќе биде жив, кој ќе живее на сцена за луѓето да веруваат прво во тоа, а после треба режисерот да ти помогне да ја направите ситуацијата да биде смешна за да биде смешно целото тоа. Така, и да биде комедија на крајот од денот. Немаме више време, а ја уште би збеа, ама ќе ни дојдеш како актер вака да направиме муабет. Ќе ви дојдам. Да. Уште еднашка да подсетуваме за крај. Од 22 до 24 јуни. Сите во Охрид. Сите во Охрид, да. Охридски вински фестивал. Така е. Второ издание. Второ издание. Се надеваме од 18 до 1 по полноќ. Така, секој ден. Еден тон наши македонски бендови изведувачи. Така, и македонски вина. Македонски вина, македонска храна и прекрасното Охридско езеро. Па столе, за крај. Може да го одјавиш? Ајде. Во оваа тамо, двојка. Во таму свети? Или во... не кец ти бара, ајде кец. Знаеш дека не знам да одјавам емисија? Пробај како сакаш одјавај. Дојдете сите во Охрид. Кажи нешто што сакаш. Дојдете во Охрид, ќе се дружиме овие наредна недела, четврток, петок и сабота. Ветуваме убава забава, убава журка, убаво вино и нормално прекрасното Охридско езеро. Се гледаме во Охрид. Ciao. Ciao.